За случајот со смртта на пациентот Ведата Деми во Кумановската болница, Министерството за здравство со официјален допис бара да се одземе лиценцата на доктор Зоран Георгиевски и медицинскиот персонал кои дежурале на 17 март, каде што се сомнева дека 32 годишникот починал откако примил погрешна терапија. Министерот Таравари при посетата на градската болница рече дека извештајот на специјалната комисија формирана преку Државниот санитарен здравствен инспекторат е доставен до обвинителството во Куманово. Gjetjet I kemi komplet edhe prej mjekësisë ligjore, veç ka propozu Ministria e Shëndetësisë për të deri te oda e mjekëve për t'ja marrë licencën mjeku që ka pas edhe personeli tjetër mjekësor dhe lënda është dërguar në prokurori. E kemi bët shmos, do me thënë krejt çfarë është desh është bërë. Prej te drejtori ishte shkaku që të ndryshohet. Но новоименуваниот директор на болницата не го суспендираше доктор Зоран Георгиевски од работното место. Вели дека чека да види што ќе биде со истрагата. Сашо Стошковски ниту од морални причини не го направил тоа, иако била отворена истражна постапка за лекарот и медицинската сестра, кои наводно му дале инфузија со аналгетици, без да ја погледнат книжката на пациентот во која пишувало дека е алергичен на аналгетици. Стручните служби си работат тоа, комисиите си работат, од кога ќе дојде конечен извештај ќе бидете известени. Дали е докторот Зоран Ѓорѓиевски се уште на работа? Не можам да коментирам ништо за да не пречам на истрагата и на стручните служби што работат. Вие сте организатор на ова установа. Дали за морални причини барам треба он да биде суспендиран додека се води постапката? Јас сум 10 дена тука, запознаен сум со случајот, чекам извештај од комисиите и ќе излеземе во јавност. Од обвинителството на Куманово вела дека се уште се чека обдукцијскиот извештај од судската медицина. За ТВ21 вела дека го истражуваат и медицинското досие на починатиот пациент за да се види неговата здравствена состојба низ годините. Во меѓувреме, доколку се докаже дека лекарската грешка му го одземала животот на 32 годишниот Ведата Деми, лекарот и персоналот на смената ќе одговараат за кривично дело, тешко кривично дело против здравјето на луѓето по член 217, кој предвидува затворска казна до 10 години.